Do you feel this? No. How about that? Nothing. Nothing, huh? How about this? Nothing? Any feelings there? No? No lyrics here, just beats the vibe. Squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass drops hit Повтор them. на каналот Get Teacher Crypto и денеска би сакал да направиме една техничка анализа. Секако ќе поминеме низ некои вести кои што верувам дека моментално се многу битни и следната недела ќе биде многу важна, бидејќи имаме состанок на ФЕД, а сега ќе видиме што всушност очекуваме од тој состанок. Така да првично ќе започнеме со овие вести. Како што можеме да видиме, некои викаат дека ќе го донесат тој закон, некои вика дека нема да го донесат закон, но имаме огромни шанси дека овој закон би можел да се донесе до април, а тогаш е и нашиот дневен цикл кој што треба да се формира на 7 април и ќе видиме како тоа ќе се одвива. И сега, доколку се навратиме на овој графикон, моментално имаме така наречен кросовер тука и со придвижување на овие линии заедно можеме да видиме дека секогаш кога тоа се случило сме имале придвижување на графиконот нагоре. Истото се случувало и претходно и сега моментално многу сме блиску до тоа сценарио, што значи дека би можело да видиме некое поголемо движење можеби за алткоините, бидејќи ова е графикон алткоини со искочок над топ 10, а и моментално гледаме некој оживување на алткоините, особено на ФЕД, а сето тоа ќе го прикажеме подоцна на графиконите. И моментално имаме sorting ratio од 180 дена, што значи дека секогаш кога сме се придвижиле до оваа зона тука од 5, можеме да погледнеме и во претходните и bear маркети и претходни фази на стравови, секогаш сме се движиле повторно нагоре и тоа било всушност она дно кое што сме го очекувале. Но погледнете овој графикон, секако е малку лагирачки, каде што првично се постигнува дното тука, додека потоа имаме повторно мала манипулација за, погледнете, правиме некои странични движења за да се придвижи повторно нагоре. Истото верувам дека ќе биде сега случајот. Не верувам дека дното ќе биде само вака, би можело да видиме некој период на вакво движење каде што подоцна ќе се формира тоа дно. Првичниот главен период би бил формирање на дното во летото. Ќе видиме што ќе се случи во јуни, јули, август, така да тоа се огромни шанси тука да го добиеме тоа дно сега за сега. А моментално можеме да видиме некое придвижување на цената до 85.000. Во меѓувреме, она што го зборувавме сега, ќе го погледнеме и на овој графикон, што всушност очекуваме да се случи. Придвижување повторно до тие некои си 85.000 можеби до тука некаде во оваа зона и од тука да се одбиеме повторно, да го уништиме тој сентимент уште еднашка, за да ја достигнеме оваа цена од прилика 50.000, која што беше целта и уште од почетокот на овој така наречен bear market за овој циклус. И моментално што се случува на Блискиот Исток, оние кои што можат сега да поминуваат се нормално Иран, Кина, Индија и Русија. Верувам дека овие постигнале договор, а во меѓувреме се и на некој начин нивните партнери. Така да ќе видиме што ќе се случи со непријателите кои што се во оваа војна, а тоа се Израел и Иран и сите оние кои што поседуваат американски бази на Блискиот Исток. А зашто не би требало да ги слушаме сите
вести кои што ни се презентираат од страна на големите медиуми. Погледнете зошто Serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But We are concerned about troubling trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and Едноставно сите овие се исти и работат против народот и не го информираат народот како што всушност би требало да биде информиран, така да едноставно не би препорачал гледање на телевизија од секојдневен тип и слушање на одредени вести кои што на некој начин не се вистина и не се прикажува ситуацијата каква што е. Искрено и јас избегнувам да ги следам во последно време, скоро и да немам вклучен телевизор за тие работи. И оно што го зборувавме во анализата, кај што имавме анализа за војната во Израел и Иран, погледнете, имаме можност за праќање на трупи кон Иран и тоа е единствениот начин на кој што американците всушност можат да победат и да би имале некоја шанса, така да ќе видиме што ќе се случи. А сега да ги погледнеме ликвидациите, првично ќе ги земеме на ќе ги погледнеме овие на 24 часа. Имаме огромен број на позиции на 72.000 и 70.000 и подоцна имаме од 69.000, каде што ритейлот влегува. Доколку погледнеме сето ова на неделно ниво сега, погледнете, неделно ниво уште поголема ликвидност имаме на 68.000, што значи дека огромни се шанси дека ова е само манипулација за собирање на ликвидност и не верувам дека ќе остават оваа ликвидност тука, барем сега за сега, додека се случуваат овие вести и имаат простор за манипулација. Сега ќе го направиме на 2 недели. Погледаме. Полека се придвижуваме до оваа ликвидност како што се формирала и претходно на 70.000 тука и може би да имаме некако вакво сценарио за тоа што тие ги пуштаат луѓето да ги постават своите позиции за подоцна да ја соберат таа ликвидност. Погледнете. Моментално има собирање на ликвидност на 72.300 долари, а следната верувам дека ќе биде на 68.800. Тоа ни кажува Фед, 99% би останале на овие каматни стапки и верувам дека тоа ќе биде случај, а тоа ќе го погледаме подоцна во обврзниците. И сега ќе се префрлиме на графиконите за биткоин. Погледате. Ова е оно што го зборувавме, моментално имаме придвижување, секако може да имаме придвижување до 85.000 тука, затоа што тој ќе се поклопи и со шемата која што моментално има. Верувам дека сме го формирале ова. Третиот, четвртиот бран тука моментално би можел да биде ова и да го формираме петиот, кој што верувам дека ќе го достигне овој ниво, но сега за сега немаме никакви индикации за тоа. Моментално формираме една тренд линија од тука, неколку ја споделиме, видиме дека моментално оваа тренд линија не е пробиена и може цената многу лесно да достигне нешто вака, бидејќи во март и април секогаш сме имале високи цени, подоцна да го направи ова можеби и уште еднашка да го уништи тој сентимент и верувам дека тука сите ќе мислат дека е крајот. Доколку се навратиме претходно, може да видиме дека во февруар, март, април сме имале движење на цената нагоре
и подоцна погледнете. Што сме добиле? Секако не значи дека ова ќе го добиеме повторно, не верувам во ова сценарио, но едноставно верувам дека моментално ситуацијата е таква што сезонски имаме во март и април поголеми цени, додека подоцна се формира тоа дно. Не верувам дека ќе биде тоа ниту близко како ова, само оставаме простор да се случи вакво нешто, затоа што моментално тоа ни го покажуваат графиконите. Доколку погледнеме на месечно ниво сега, месечно ниво, само ќе ги избришеме овие. Месечното ниво останува совршено и ни покажува дека ова може би е само привремен раст, се додека не пробиеме низ оваа тренд линија, а тоа би се случило може би, како што кажа, во мај-јуни, затоа што немаме никакво придвижување повторно на овие индикатори. Погледнете колку всушност се овие индикатори во надолна насока. Тоа го гледаме и на акциите, тоа ќе го погледнеме сега за кратко. Погледнете, RSI на 46 моментално, полека се придвижува нагоре, но верувам дека ќе останат уште неколку месеци за оваа акумулација да се заврши во овој одреден период тука. Доколку го погледнеме сега Етериум, имаме тренд линија тука, ќе избришеме ова. Ево, на неделно ниво исто така. Погледнете само колку се ресетирани овие индикатори. RSI моментално се придвижува нагоре, што значи дека би можеле да видиме некое поголемо движење, кое што моментално го гледаме. За алткоините исто така, погледнете, со пробивање на оваа тренд линија сме имале едно агресивно движење во оваа акумулација. Сега да се префрлиме на акциите, ако го земеме S&P 500 тука, гледате, имаме веќе пробив на претходниот дневен циклус, што значи дека тоа би продолжило во следните неколку дневни циклуси и може би да го формираме тој врв. Секој имавме мало возбудување тука од страна на сите, но тоа беше само веројатно потполнување на таа празнина тука која што се наоѓаше. И погледнете, цената автоматски се одбива повторно надоле. Индикаторите на дневно ниво се искрено многу ресетирани, но дневното ниво може да биде манипулирано, затоа ќе преминеме на неделно ниво. На неделно ниво немаме никаква потврда дека можеби овој пат би престанал, доколку тоа исто го направиме на месечно ниво. Погледај, Магди секогаш кога се придвижил тука блиску до овие зони од 5-7, моментално сме на 9, ни покажува дека големи се шансите да имаме корекција од неколку месеци и тоа да биде врвот на S&P 500, Russell 2000. Погледај, класично формирање на врвот, моментално пробиена ова структура. Исто така, доколку очекуваме исто така S&P 500 да паѓа, ќе го очекуваме и овој индекс моментално на неделно ниво тука гледаме исто така пат, пробивање на овие две линии и моментално на месечно ниво. На месечно ниво немаме некоја потврда, но веќе имаме избледување на овие линии и ова може да потрае додека се формира тој врв тука. Ќе анализираме малку и нафтата сега. Погледнете, оно што го очекувавме, моментално имавме огромен пат. Верувавме дека ова е огромна манипулација и не знам како, но верувам дека ќе се договорат, како што веќе гледаме дека некои држави се договориле за проаѓање низ тој теснец. Верувам дека и останатите ќе се договорат и ќе имаме повторно пад на нафтата, така да ќе го оставиме тоа. Златото, доколку го погледнеме, златото го формираше ова day cycle low. Не верувам дека сака да продолжи понатаму, а тоа би ни дало простор за некоја си мала дистрибуција тука. А што правиме кога гледаме мала дистрибуција на златото? Во тој период би можеле да видиме раст за биткоин. Сега ќе обрнеме малку внимание на
Во врзниците каде што доколку погледнеме имаме 3,7 и односно имаме раст од претходните денови, а тоа го видовме и претходно. Со овој раст не верувам дека ќе имаме зголемување, туку верувам дека ќе се прилагодат на тоа што го погледнавме претходно, тоа се 99% дека ќе останеме паузирани. Верувам дека тоа ќе биде повторно случај и дека тоа ќе се исполни, барем сега за сега, исто на 10 годишните имаме повторно раст. Верувам дека ќе ги остават каматните стапки, доколку ги остават тоа е бонус за нас. Имаме уште повеќе време за акумулација, бидејќи знаеме дека кога каматните стапки се на своите најниски нивоа, ние имаме шанси со своите алткоини и секако крипто има огромна шанса тогаш да просперира. Доколку ги погледаме сега доминациите на USDT, погледаме. Ево, оно што го зборувавме. Значи, имаме придвижување на криптото во нагоре насока, додека имаме корекција тука. USDT доминацијата ни покажува токму она што го очекувавме. Погледнете, имаме движење надолу, што значи дека во март и во април можеме да видиме оживување на криптосекторот, што би можело подоцна кон крајот на април да се случува нешто вака и да имаме формирање на тој финален бран од USDT доминацијата, доколку тоа е планот, а верувам дека би можело и тоа да се случи и подоцна кога ќе го формираме тоа да поминеме можеби одреден период во странично движење во летото и тоа да биде нашето формирање на врв од прилика тука некаде и тоа ќе се прилагоди со нашата анализа за едно вакво движење можеби, каде што ќе имаме огромно движење и верувам дека институциите ќе бидат уште поприсутни тука, бидејќи доколку се донеси тој закон што моментално го туркаат, ќе видиме огромен наплив на капитал во криптосекторот, на USDT, односно USDC, погледате. Истото движење го имаме USDC тука, доколку испоредиме двете моментално, ево, движењето тука, но верувам дека USDT е многу повалиден за пронаоѓање на врвот, односно дното за биткоин. И отприлика тоа е тоа за денеска, се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао! Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.